Добродојдовте во Урбаните вести. Еве ги насловите на денот. Вера Калин за бездомникот со златен часовник, најчитан автор во 2016-та. Шекспировиот венецијански трговец, премиерно во Драмски театар. Одржана крводарителска акција во општина Газибаба. Ново детско игралиште кај Зелено пазарче. 8 мартовски базар на домашни ракутворби во ГТЦ. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска ја организираше манифестацијата Ден на читателот, при што беше доделена наградата за најчитан автор на младата Вера Калин за бездомникот со златен часовник. Вера Калин, односно Верче Карамфиловска, е најчитан автор во 2016 година. Незиниот прв роман Бездомникот со златен часовник била најбараната книга во јавните библиотеки низ Македонија минатата година. Признанието ѝ беше врачено во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, која денеска ја организираше манифестацијата Ден на читателот. Вера Калин истакна дека ова не е незина прва награда, но дека ќе биде една од најзначајните, затоа што доаѓа од читателите, односно од оние за кои таа ја посветува својата литература. Рече дека пробивот во македонската книжевност и бил лесен затоа што верува во тоа што го прави. Ми рекоа дека имам посета. Ангел, праша. Не, човек, рекоа. Снегот летка како искубани пердуви. Виси на гранките на дрвјата, се трупа во дворот, ми ги водени влечките. Се прашувам дали снежи и од другата страна на овие недогледни зидини или зимата само тука уште трае. Се надевам дека мислам дека ќе биде една од најзначајните во мојот живот, поради тоа што доаѓа од оние за кои што вистински јас ја посветувам мојата литература, тоа се читателите. Секогаш велам дека книгите додека ние ги пишуваме се наши, потоа ги оставаме на читателите и тие ликови, тие приказни единствено оживуваат во прегратките на сите тие читатели. Наградата се доделува по 7 пат, а досегашни незини добитници се Венко Андоновски, Блаже Миневски, Игор Џамбазов, Винка Саздова и Марија Јаневска. Директорот на Националната универзитетска библиотека Иван Заров истакна дека нивната библиотека втор пат ја организира манифестацијата Ден на читателот, на која рече на пиедестал се става токму читателот. На Денот на читателот Националната и универзитетска библиотека ги прогласи и наградените автори од првиот конкурс за необјавена песна на тема Книга, библиотека, читател, читање. Од пристигнатите 60 на песни, комисијата одлучи првата награда да ја добие Маја Мојсова за песната Прелистување на душите. Втора наградена е Ана Јовчевска за млади поети, а третата награда ја доби Билјана Димко за песната Читател. На настанот беше представен и првиот број на списанието издаваштво, кој библиотеката почна да го издава оваа година. Тоа ги опфаќа најрепрезентативните публикации, едиции, издавачки проекти и манифестации поврзани со книгата. Во план е да се појавува еднаш месечно. Драмски театар заедно со режисирката Наташа Поплавска утре вечер на љубителите на театарот ќе им го доближат Шекспировото време, кога на сцена играле само машки актери во премиерата на представата Венецијанскиот трговец. Драмскиот театар од Скопје утре вечер премиерно ќе ја изведе представата Венецијанскиот трговец од Вилијам Шекспир во режија на Наташа Поплавска. На денешната пресконференција по повод премиерата, режисирката Поплавска истакна дека ова е незина прва соработка со Драмски театар, а изборот тоа да биде токму оваа драма на Шекспир го направила заедно со директорот на театарот Роберт Велјановски. Меѓу другото и поради тоа што ова е една од најмалку изведуваните представи воопшто во светот. Таа изрази задоволство што имала можност изборот на актерите да го направи на отворен кастинг, на кој се јавиле над 70 актери, пошто пристапила на изработка на концептот на представата. Доминираат машки актери затоа што вели сакала да искуси како е тоа да се прави театар според Шекспировското време, кога жената немала можност да игра ниту една главна улога, а главните женски улоги биле давани на млади момчиња чиј глас се уште не бил променет. Довме до заклучок дека на вистина му е време на овој текст да се постави на сцената на Драмски, особено затоа што е многу ретко поставуван текст воопшто во светот. Нашиот колега Шекспир пред 400 години успеал од повеќе приказни, од 3 приказни да вешто ги склопи во една приказна. Во времето кога тој ја нарекува комедија, тоа била, да кажам, една драмска матрица по која сите работеле. Меѓутоа, заправо се работи за трагикомедија, еден жанр кој малку подоцна од елизабетанското време доаѓа на сцената, на театарската сцена.
Кореограф на представата е Ирина Лозинска, која е дојдена од Чикаго, а директор за сценски движења е гостинката од Белград Маја Митик, актерка која се занимава со физичкиот театар. Според Јовица Михаловски, улогата на Шајлок, која тој ја игра, е една од најзначајните улоги во опусот на Шекспир заедно со Хамлет, а го инспирирало тоа што се работи за текст стар 400 години, кој не изгубил воопшто од својата актуелност. Во представата покрај бардовите на македонското глумиште Јовица Михајловски, Диме Илиев и Анаста Становски настапуваат и младите актерски надежи на драмскиот театар. Актерите Стефан Вујсик, Дамјан Цветановски, Златко Митрески, Григор Јовановски, Сергеј Димовски, Јаков Спасов и Марко Илик, како и гостинот од Прилипскиот театар Зоран Ивановски. Единствениот женски лик го толкува Јана Стојановска. Костимите се дело на Александар Ношпал, музиката на Јана Стојановска, Лука Ѓоргиевски и Андреј Блажевски, а сценографијата на Емил Петров. Ова е втора постановка на венецијанскиот трговец во историјата на македонскиот театар. Представата првпат е поставена во 1970 година во МНТ во режија на Хуго Клайн, а улогата на Шајлок му била доверена на бардот Петре Прличко. Подготовката на представата покрај од Министерството за култура е поддржана и од Арт Медија, како и од неколку приватни компании. Инаку ова е втора премиера на драмскиот театар за оваа година, а која се игра според програмата за 2016 година. Акција за дарување крв денеска се одржа во просториите на општина Газибаба. Истата се организира во заедничка соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба, општината како и Институтот за трансфузиона медицина. Општина Газибаба и оваа година ќе ги спроведе трите традиционални крводарителни акции. Денеска во просториите на општина Газибаба, општината во заедничка соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба и Центарот за трансфузиона медицина организираа еднодневна акција за дарување крв. Во акцијата, која беше од отворен тип, се вклучија граѓани од општината и дел од општинската администрација, кои помогнаа да се зголемат крвните единици на Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Денешната акција е прва од планираните 3 за оваа година и според очекувањата на градоначалникот, оваа бројка до крајот на акцијата би требало да достигне околу 30 единици крв. Општина Газибаба во соработка со општинската организација на Црвениот крст и оваа година планираме да ги организираме трите традиционални крводарителски акции. Изминатите години покажавме дека како општина навистина граѓаните активно се вклучуваат во овие наши заеднички активности. Целта е собирање на крвни единици кои што веруваме дека во даден момент спасуваме со тоа и човечки живот. Затоа и апелот е и до сите наши сограѓани заеднички да продолжиме во поддршката на овие акции кои што се организираат, како што напоменав, со општинската организација на Црвениот крст, а се спроведуваат од страна на стручните лица од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски ги посети и разговараше со крводарителите и медицинските екипи, при што е истакна важноста од организирање на вакви акции, бидејќи секоја капка крв е скапоцена и може да спаси и нечиј живот. Целта на акцијата е да се покаже хуманоста и солидарноста на граѓаните преку дарување крв, која може некому да спаси и живот. Газибаба тоа го докажа со акциите од минатата година, кога беа собрани 4800 крвни единици и беше втора во Македонија со најголем број собрани крвни единици. Во текот на минатата година она што беше планирано беше во целост исполнето. Некаде годишно се собираат околу 160 крвни единици, а исто така би упатил голема благодарност и честитки до општинската организација на Црвениот крст, затоа што е една од најуспешните во Република Македонија. Минатата година беше втора на ниво на Република Македонија, со собрани некаде околу 4800 крвни единици. Затоа уште еднаш најпрво благодарност до сите наши сограѓани кои што се одзваа на оваа акција, учествуваат, и голема благодарност и до Црвениот крст затоа што еве со заедничка една ваква хумана активност верувам дека придонесуваме да се помогне во спасување на човечките животи за сите оние секојдневни потреби кои што се потребни во медицината за помош на нашите сограѓани.
4 детски игралишта се реконструирани, а 3 се комплетно новоизградени на путагот околу градскиот зид, со што Општина Цинтар го заокружи проектот за реконструкција и изградба на детски игралишта. Покрај игралиштата просторот е облагороден и со нова трева и садници. Општина Цинтар го заокружи проектот за реконструкција и поставување нови детски игралишта на путагот околу градски зид. Во овој дел од Цинтар реконструирани се 4 детски игралишта, а 3 се комплетно нови. Сега и децата од зградите на градскиот зид околу Зелен пазар имаат убаво и безбедно место за играње и забава, велат од Општина Цинтар. Овој простор со површина од 8.000 метри квадратни околу станбените блокови за Зелен пазар на путагот од булеварот 11 октомври до улицата Македонија има комплетно нов изглед. Засадена е нова трева и нови 2300 садници, кои се наводнуваат со автоматски систем, приклучен на хидрантска парковска мрежа. На локацијата има и 2 зимзелени магнолии со преубави бели цветови, а во текот на овој месец за поголема разиграност на просторот ќе се засадат цветни леи со 3000 петунии, додаваат од општината. Учениците од основното училиште Тихомир Милушевски преку едукативно предавање проследено со видеопрезентација имаа можност да стекнат знаење околу примината на витамините и антиоксидансите во храната. Во основното училиште Тихомир Милушевски се одржа предавање проследено со видеопрезентација на тема важноста на витамините и антиоксидансите. Предавањата кои ги спроведоа предметните наставници Вирче Маневска Стефанова и Сонја Дојчиновска Гроздановска беа од информативен и едукативен карактер, соопштуваат од Општина Ѓорче Петров. Оттаму додаваат дека на истите учениците имаат можност да научат повеќе за примината на витамините и антиоксидансите во секојдневната исхрана, како и да продолжат да ги негуваат стекнатите хигиенски навики и да развијат нови, со што би се подобрила нивната и колективната општа здравствена состојба, како и одржување на чиста и здрава животна средина. Хуманитарната акција која неудамна ја започна Македонската медицинска студентска асоциација за собирање пластични шишиња чие рециклирање ќе овозможи набавка на инвалидски колички, добива се поголем замав. Во истата се приклучи и Општина Аеродром, се повикуваат и останатите граѓани да помогнат во собирање на капачињата. Општина Аеродром се вклучи во хуманитарно-еколошката акција за собирање пластични капачиња "Едно капаче, една надеж". Собраните капачиња се испраќаат во Турција, каде се рециклираат и за количина од 250 килограми се добива една инвалидска количка, која ќе се донира на семејство кое има потреба од таква количка, а нема финансиска можност самостојно да ја обезбеди. Од општината апелираат граѓаните да ја покажат својата хуманост и да се вклучат во акцијата и собраните капачиња да ги донесат во просториите на Општина Аеродром, каде за таа цел се поставени кутии за нивно собирање. Акцијата ја започна Македонската медицинска студентска асоциација. Од денеска до 8 март на презимјето во градскиот трговски центар ќе се одржува 8-мартовски базар кој нуди рачно изработени производи. Изложувачите на базарот очекуваат најголема посетеност токму на 8 март во среда. Денеска беше отворен 8-мартовскиот базар на домашни ракотворби, кој го организира Занајчиската комора Скопје во соработка со Сдруженијето на сопственици на деловен простор во градскиот трговски центар. Базарот кој ќе трае до 8 март изобилува со интересна понуда од накит, марами и рачни ракотворби, рачно цртано стакло и дава добра идеја за подарок на најблиските дами во вашето обкружување. Сузана Јовчевска од Занајчискиот дуќан Лума вели дека најчесто подароците одат од жени за жени, но иако во помал број, како купувачи застапени се и мажите. Очекувањата се дека мажите ќе се сетат на сопствените сопруги, дека дечковците ќе се сетат на девојките и така натака на мајките секако. Минатата година беше исто вака организирано, токму на овој простор и можам да кажам дека мажите се сетија на своите понежни половини. Сега продолжува нова традиција, тоа е рачна изработка на накит, при што филиграмот е најстарата традиција секако. Ова е веќе нешто поново. Ова е веќе нешто што треба да се промовира кај луѓето за да може да сватат дека рачната изработка сепак носи уникатност, многу енергија и многу љубов во изработката. На овој штанд има рачно цртано стакло, чисто со витражни бои и во комбинација со трансфер техника може да се најде рачно изработен накит и може да се најде органит. Чествам на повеќе базари, минатата година бев скоро на сите. Моето искуство, да речам, за 8 март, минатата година бев тука исто, па е добро, задоволна сум. Кој повеќе купува, мажите или жените? Па мислам повеќе жените.
повеќе жените за пријателки. На мојот штанд може да се најде рачно изработен накид од течно стакло на дрво. Базарот по повод Денот на жената 8 март се одржува во приземјето на градскиот трговски центар Скопје и ќе биде отворен од 8 до 20 часот. Трговскиот центар Рамстор Мол организира модна ревија, базар на рачни ракотворби и голем број на попусти и подароци по повод Меѓународниот ден на жената. 8 март во рамки на кампањата ќе се одржи и надпревар за најјунак жена, преку кој за 3 дами ќе бидат обезбедени интересни подароци. Разубавување, попусти, модна ревија, подароци ја сочинуваат богатата понуда на новата кампања на Рамстор Мол која започнува денеска и ќе трае се до Меѓународниот ден на жената 8 март. Во рамки на кампањата Центар за сите нејзини желби, трговскиот центар во буквална смисла на зборот ќе ги разнежни припадничките на понижниот пол. Овие 3 дена посетителите на трговскиот центар ќе имаат можност да купуваат во своите омилени продавници по намалени цени од 20% до 40% на женските колекции низ продавниците во Рамстор Мол. Во рамки на кампањата ќе се одржи и базар на рачни ракотворби и модна ревија. Дамите ќе имаат на располагање и посебен корнер за разубавување обезбеден од парфемеријата Еликсир, а ќе се одржи и надпревар за најјунак жена, преку кој 3 дами ќе добијат вредни подароци како што се летање со параглайдер, вечера во Дистрикт ресторанот и спа третман за двајца во хотел Мериот, како и козметички подароци од Еликсир. Во рамки на меѓународната изложба за храна и пијалоци Детроп 2017, што се одржа во Солун, се представи и општина Карпош на тема безбедноста на храната како главна алка за правилен развој на децата. Општина Карпош со свој представник учествуваше на меѓународната изложба на храна и пијалоци Детроп 2017, што викендов се одржа во Солун, каде во 5 саемски хали беа представени традиционални прехранбени производи од над 50 земји од светот. На саемот биле организирани повеќе тематско разграничени трибини, во кои од стручен аспект се говорело за технолошката преработка на храната, органскиот квалитет и за контролата и безбедноста на храната. Во овој дел, како што се наведува во соопштението на општина Карпош, стручното лице од општината Ирина Калајджиевска-Милевска директно учествувала во дебата на тема безбедноста на храната како главна алка за правилен развој на децата, каде учесниците дебатирале за начинот на менаџирање на контролата на храната во предучилишните установи. Саемот е во организација на Националната агенција за организирање саеми, конгреси и културни настани Хелекспо. Се зголемува цената на горивата. Од ноќеска на полнок бензинот ќе поскапи за половина динар, додека цената на дизелот ќе биде повисока за 1,5 динар. Бензините од ноќеска на полнок поскапуваат за половина динар, а цената на дизел горивата се зголемува за 1,5 динари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати во просек за 2,58 односно за 2,25%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 67, а на Евросупер БС 98 69 динари за литар. Евродизелот ќе се продава за 54, а екстралесното масло за домакинство за 42,5 динари за литар. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтините деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 0,76% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,87% повисокиот курс на доларот во однос на динарот. Управата за хидрометеоролошки работи најавува влажен бран кој ќе ја зафати Македонија во текот на цела недела. Стабилизирање на времето се очекува во сабота.
Пред да се одјавиме уште една информација. По повод меѓународниот ден на жената 8 март вечерва со почеток во 20 часот во Домот на култура Илинден ќе се одржи традиционалниот 8-мартовски концерт. Членовите на ансамблот за народни песни и ора Илинден со богато културно-уметничка програма, исполнета со сплет традиционални македонски песни и ора на припадничките на понежниот пол, ќе им го честитаат денот на жената 8 март. Тука некаде завршуваме со ова издание на Урбаните вести. Благодарам што не следевте, останете понатаму со МТМ телевизија. Довидување.